Почитувани, добар ден. Добар ден за граѓаните на општина Ѓорче Петров, добар ден за сите браќи и сестри македонци. Денес се наоѓаме во посета на општината Ѓорче Петров и колку и да тоа можеби изгледа дека реалноста не е таква, се наоѓаме во една дива депонија која што се наоѓа за жал само на 1 километар всушност од населените места во општината Ѓорче Петров. Ова е уште еден доказ за неспособноста и неспособната влада и неспособноста на министрите во владата предводена од ЗАЕФ и СДСМ, кои што за жал на сите граѓани во оваа држава донесуваат само црнила, покрај игнорирањето и одењето спротивно на волјата на македонскиот народ, со игнорирањето на резултатот од последниот референдум, со насилничкиот и противправен обид за промена на уставот, со разобличувањето на македонската држава. Во сите пори се продолжува со разобличувањето и уништувањето кои што ги тиштат македонските граѓани. И денес имаме пример да видиме како секојдневните проблеми и теми кои што ги тиштат сите граѓани во Република Македонија, всушност како е тоа сето во реалноста. Овде во дивата депонија во Ѓорче Петров, иако имавме предизборно ветување дека ќе се уреди кејот покрај реката Лепенец и овде дека ќе никнат разни содржини од рекреативен и спортски карактер, сепак и после повеќе од година дена немаме апсолутно никаква реализација на еден од тие проекти. Исто така би сакале да ги потсетиме граѓаните на општина Ѓорче Петров дека се ветува и градинка и кружен тек во Волково, нова амбуланта во Дексион, спортска сала во Хром, пазар во Даме Груев, нов трговски центар, нов музеј на современа уметност, нов театар, нов мултимедијален центар. Но сепак, како и за сите останати работи, соверуваме дека единствено што знаат да прават СДСМ, ЗАЕФ и неговите пајташи е да ја лажат македонската јавност и македонските граѓани, бидејќи се неспособни, единствено што носат во животите на македонските граѓани се црнилата. Меѓутоа, исто така би сакал да потсетиме и за 7 милиарди евра од буџетот кој што го потрошија во изминатите 2 години, без при тоа да вложат нити еден денар во борба против аерозагадувањето. Единствено што видовме е како Макрадулис пие во собранија, Шилегов игра игрици на својот мобилен телефон и всушност тоа е еден доказ, една добра слика како власта функционира и кој е нивниот однос кон граѓаните на Република Македонија. Од друга страна, граѓаните се посиромашни, додека трошоците за живот се поголеми. Младите се иселуваат, иако ветуваат дека ќе ги вратат младите во државата, меѓутоа не само што не вратија никој, туку дополнително иселувањето се зголемува и тоа буквално од сите краишта во државата. Ветува економски бум и инфраструктурна експанзија. Ветува 600 км автопат, 550 км магистрални патишта и 1100 км локални патишта. Меѓутоа единствено што видовме се 1000, меѓутоа не километри, туку метри направен пат. Не постои ни П од правната држава. Влада е политичко судство и обвинителство. ЗАЕФ и СДСМ наредуваат кој, колку и кога ќе биде осуден. Полицијата служи исклучиво за прогон и терор и пресметка со политичките противници. Да потсетиме само дека откако Спасовски е министер, имаме 9 неразјаснети убиства. Исто така, уште еден факт кој што говори, односно ги подкрепува последните тези, е дека годинава за 41% е зголемен бројот на граѓани кои се жалат на правосудниот систем во споредба со минатата година. Лани нова се пожелиле 576 граѓани, а годинава таа бројка е порасната на рекордни 811. Според народниот правобранител, за 60% повеќе поплаки има за правата од областа од работните односи, за имотните односи за 37%, за насилството и негрижата на децата за 25%. ВМРО ДПМН оваа прилика сака да ги повтори своите 6 барања кои што веќе ги наведовме. Тоа е итна и неотповиклива оставка на министерот кој што својата нација ја нарече искомплексирана нација. Искомплексираниот министер Димитров, кој благодарение на оваа нација која од буџетот зема плата, ужива привилегиите да се школува неговото семејство надвор од Македонија со стипендии кои токму овој народ ги обезбеди. Второ, итна и неотповиклива оставка на министерот за терор и прогон, односно за полиција Оливер Спасовски, затоа што откако е министер само имаме шпиунски акции, претреси и омаловажување на нашите браќа и сестри граѓани на Република Македонија. Трето, веднаш да запре иницијативата од владата за покачување на даноците во Република Македонија. Четврто,
не само декларативно за почист воздух. Ги лажевте граѓаните, велејќи дека кога ќе дојдете на власт, дека веднаш потоа ќе имаме алпски воздух во Република Македонија. Затоа бараме итно да се продолжи проектот за гасификација на Република Македонија, за да може вистински граѓаните да уживаат во почист воздух. Пето, да се формира независно тело кој ќе го предводи човек на предлог на опозицијата, кој ќе ги преслуша, анализира и систематизира сите материјали кои што се собрани во изминативе 2 години како резултат на црниот Watergate на Заев, односно прислушувањето на судиите и обвинителите. И шесто, но секако не најмалце важно е, уште еднаш да повториме дека очекуваме како опозиција јавно и недвосмислено да се почитува волјата на народот искажана на последниот референдум од 30 септември. Благодарам.